Во рамките на предизборните активности, денеска сме тука во Тетово, ќе имаме неколку состаноци, ќе разговараме со граѓаните, со неколку целни групи. Многу ни се важни овие избори одека во Тетово, очекуваме да освоиме значаен број на советници, односно да го подобриме резултатот кој што го имавме во октомври. Очекуваме најмалку еден, а се бориме и за вториот дополнителен советник овдека во Тетово. Ќе дадеме се од себе за да тоа го оствариме, а потоа и тоа да го оправдаме пред граѓаните, пред граѓаните овдека во Тетово, дека ВМРО-ДПМН е политичка партија која што мисли за сите. Која што мисли за еднината и не е ВМРО-ДПМН е политичка партија како што некои сакаат да злоупотребат дека е партија која што не враќа во минатото. Напротив, со честна работа, посветена работа, со многу проекти, со многу реализација, ВМРО-ДПМН покажува на секаде низ Македонија дека еднината е во работата и онаа честна работа и посветена работа. Така ќе биде и овдека во Тетово, веднаш после овие избори за Советот. Тука до мене е и носителот на советничката листа, Ангел Карапетров. Очекувам рекорден број гласови, што некогаш ВМРО-ДПМН ги освоил за советничка листа овдека во Тетово. Има целосната моја подршка, довербата и не само Ангел, туку сите оние кои што се дел од советничката листа на ВМРО-ДПМН овдека во Тетово. Ги повикувам тетовци во сабота да излезат и да гласат масовно за советничката листа на ВМРО-ДПМН предводена од Ангел Карапетров. Ви благодарам. Ако имате прашање, повелете, ви стојам на располагање. Имавте средба со коалицијските партнери за референдумот. Што одлучивте? Останувате на таа идеја? Па имав денеска состаноци со 4-5 од коалицијските партнери. Продолжувам утре во текот на денот исто така со консултации, додека не се исконсултираме со сите коалицијски партнери, потоа во рамките на партијата, извршниот комитет и така натаму. Откако собранието ќе биде функционално, ќе излеземе со конечен став околу референдумот, но мислам дека ставот е јасен и неколку пати повторен во јавноста. Да. Вчера рековте дека ќе се повлечете од политиката, доколку некој прифати уставни измени од опозицијата, некој по-конкретен став, дали, например, и со коалиционите партнери стана збор за овие работи? Да, јас кажав вчера дека верувам во секој еден пратеник од пратеничката група предводена од ВМРО-ДПМН во рамките на парламентот, дека под овие околности нема да гласа за промена на уставот и дека доколку се случи такво нешто, ќе заменам трајно од политиката. Затоа што имам полна доверба во сите нив. Еве денеска ќе одам и чекор понапред, овде во Тетово, порака до владата предводена од ДУИ и СДСМ, до Димитар Ковачевски. Веднаш откако парламентот, односно парламентарците ќе се вратат од годишните одмори, првата точка на првата седница во парламентот да биде предлог за измена на уставот на Македонија. И доколку тој собере 80 пратеника, јас веднаш следниот ден ќе го исполнам даденото ветување. Доколку тој нема 80 пратеника, тогаш додиме на пределни парламентарни избори. Еве, честна, фер понуда. Дали имате коментар за денешната заедничка комисија Македонија и Бугарија за историските прашања? Слушнавте денеска, имаше некој ставот ваш? Не е ова од комисијата денеска, тој е од претходните состаноци колку што ја знам. И јас предупредував дека ние наместо да зборуваме за 21-виот, за 22-виот век, за еднината, ние ќе зборуваме за средниот век, како што впрочем видовте и денеска се зборува за Цар Самуил, се зборува за Климент, се зборува за Наум, за Кирил и Методи и се зборуваат неточни работи и практично ние сега треба да ги именуваме, односно да ги цензурираме учебниците на децата кои што ќе учат во училиштето под диктат, под притисок на Бугарија. И сега би сакал да ги видам сите ние фини господа од Европа кои што доаѓаат овдека и кои што не убедуваат дека нема да збориме за минатото, да не погледаат во очи нас македонците да не кажат дека не зборуваме за минатото, туку зборуваме за вештачка интелигенција, зборуваме за почист воздух овдека, зборуваме за почиста вода за пиење во Тетово, за канализација во Арачиново, зборуваме за асфалтирани патишта, зборуваме за завршен автопат кој што ќе поврзе Кичево и Охрид и така натаму. Еве да зборуваме за тоа, а уште поголем срам е што кога зборуваме за средновековието, ни излезе новата класификација на Шангајската ран листа, па меѓу 2000 универзитети во светот нема нити еден од Македонија. Тоа е уште поголем дебакл за овој режим предводен од ДУИ и СДСМ. И овој срам и овој диктат ќе продолжува понатаму, така што темата е политичка и јас на се тоа предупредувам, континуирано предупредувам.
но очигледно дека крајот доаѓа и за ова ќе има одговорност, јас ви ветувам. Ќе имате денеска состанок со Билјалка Сами? Не. Коалиција? Не, денеска имам состанок со граѓаните на Тетово. За коалиција? Верувате со Беса? Па да завршат во сабота изборите, да го видиме соодносот во рамките на Советот, инаку да, ние сме политичка партија која што еднашка беше тука во Советот во коалиција со Движењето Беса, доколку нормално постигнеме политички договор, зашто да не и продолжи таа коалиција. Да. Благодарам.